Стратегијата за развој на енергетиката до 2040 веќе е усвоена од страна на Министерството за економија, предвидени се 3 сценарија, но ние секако дека сме насочени повеќе кон зеленото сценарио, која е обврска на нашата држава, која произлегува и од обврските спрема Европската комисија, но истовремено и во енергетската заедница. Сметам дека како ресор надлежен за заштита и унапредување на животна средина и климатска акција имаме направено вистински исчегор во предлагањето на овој интегриран пристап. Сакам да истакнам дека обезбедивме усогласност на политиките за планирање на енергетскиот развој и климатските политики. Сите документи од областа енергија и клима се врзани за имплементацијата на зеленото сценарио. Сигурен, ефикасен, еколошки и конкурентен енергетски систем кој што е способен да го поттикне одржливиот раст на државата е визијата на стратегијата за енергетика. Тоа подразбира зголемување енергетската ефикасност и зголемување учеството на обновливи извори на енергија, што пак ќе придонесе да не се зголеми уводната зависност повеќе од нивото во 2019 година. Во изминатите 4 години донесовме сериозни одлуки, со кои преземавме ефикасни и ефективни чекори кон енергетската транзиција. Овој процес подразбира замена на фосилните горива за производство на електрична енергија со производство од обновливи извори, стабилност на енергетскиот систем, како и диверсификација на изворите на снабдување со сите видови на енергенси. Со хидроцентралата Чепрен добиваме еколошки извор на електрична енергија. Ние сме енергетски солидарна држава и мислиме на сите категории на граѓани. Енергетски ефикасно не значи скапо. Република Северна Македонија е енергетски независна, енергетски стабилна и ориентирана кон здрава и чиста животна средина. Тоа е нашиот императив за подобар живот на граѓаните.